Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните, 6 глава. Како соработници Христови, ние ве молиме да не ја примате напразно благодатта Божја. Зашто се вели: во благопријатно време те услишав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е времето на благопријатно. Ете, сега е денот на спасението. Никому никаков повод за соблазна не даваме за да не биде презрена нашата служба. Туку во се препорачуваме за служители Божји, со големо трпение, во неволји, во нужди, во тегоби, во удари, во затвори, во бунтови, во напори, во бдение, во пости, со чистота, со знаење, со долготрпеливост, со добрина, со Духот Свети, со нелицемерна љубов, со проповедта на вистината, со сила Божја, со оружјето на правдата во десна и во лева рака, со славата и срамот, при укори и пофалби. Не смета за измамници, а ние сме вистинити, за непознати, а добро сме познати. Не држат како да сме на умирање, а еве, живи сме, како казнети, а не умртвени. Не нажалуваат, а ние сме секогаш весели. Не сметат за бедни, а мнози не обогатуваме. Како ништо да немаме, а се имаме. Устата наша е отворена за вас, Коринтијани, и срцето наше се расширува. Вам не ви е тесно во нас, но тесно ви е во срцата ваши. За исто возградување ви зборувам како на чеда. Бидете и вие широки. Не впрегнувајте се заедно со безверниците, зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Какво согласие може да има меѓу Христос и Велијер? Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Каква спогодба има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог. Како што рекол Бог: ќе се вселам во нив и ќе одам меѓу нив, ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Затоа, излезете од нивната средина и одделете се, вели Господ. И не допирајте се до нечисто и јас ќе ве примам. Јас ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ, Вседржителот.